До јуни годинава ќе биде завршена првата делница од градскиот воз во Скопје на релација Зелениково транспортен центар, долга 25 километри. Динамиката се одвива согласно планираното, а досега се завршени околу 65%. Во текот на летото ќе се прават тестирања за од 1 септември да биде пуштена во употреба. Директорот на Македонски железници вели дека со искористувањето на оваа делница ќе се постигне возење на одредени места и до 90 км на час. Се работи на замена до трајни дрвени прагови, кои што се некаде датираат од 1959 година, од 63-та, од 69-та година, кои што беа во очено незавидна состојба. Истите ги заменуваме во овој момент на оваа делница со бетонски прагови, кои што беа залика во предпријатието. Ќе постигнеме возење до проектирана брзина, некаде и до 80-90 км на час, за разлика од сега која што брзина е 20 до 30 на час. Оптимист е и градоначалникот Орце Ѓоргиевски, според кој овој проект многу ќе го олесни транспортот од периферните до централните делови на Скопје. Се надевам дека со исто таква динамика и пристап ќе се продолжат и другите две фази, особено трасата транспортен центар Скопје Ѓорче Петров, што уште еднаш ќе споменам значително ќе го олесни транспортот, односно стигнувањето од точка А до точка Б. Градоначалникот вели дека во следниот период ќе започне тендерската постапка за БРТ системот, а тврди и дека е подобрена состојбата во ЈСП. За проектот Градски воз, заедно со набавката на новите 100 автобуси и реализацијата на проектот БРТ, вели значително би се подобрил сообраќајот во главниот град. Градот Скопје наместо 80-100 автобуси нови ќе добие и верувам дека за брзо време ќе заврши постапката и граѓаните ќе можат конечно после долги години да се возат во нови автобуси. Исплатени се приватните превозници и таму немаме отпор за разлика од минатото, како и 30 на автобуси се адаптирани, односно поправени, ставени дополнително во функција. Според најавите, возот ќе сообраќа на секој час, а возниот ред ќе биде прилагоден со превозот на ЈСП. За сега цената на билетот во градскиот воз не е утврдена, но министерот за транспорт Александар Николовски вели дека негова цел е да не биде повисока од цената на еднодневниот автобуски билет во ЈСП.